Добар ден на сите, почитуван министер Спасовски, министер Бочварски, почитувани представници на ИКТ центарот, почитувани присутни медиуми и граѓани. Денес сме овде во посета на еден од нашите најзначајни инфраструктурни капитални проекти, Центарот за чување и заштита на податоци и опоравување од катастрофи во Прилеп. Со големо задоволство сакам да истакнам дека овој ИКТ центар е од витално значење за државата, бидејќи со неговото основање и оформување како целина обезбедуваме долгорочна заштита на податоците на граѓаните, а со тоа и трајна заштита на нашиот безбедносен систем. На почетокот сакам да истакнам дека се работи за еден исклучително современ, софистициран објект, кој што е со сите потребни нивоа на заштита и кој што може да обезбеди услуги не само за Министерството за внатрешни работи, туку и за другите државни институции во Северна Македонија. Сакам исто така да упатам и благодарност до Европската Унија, која препозна потребата Северна Македонија да се заштити од сите можни влијанија врзнати на Националниот податочен фонд. Проектот е вреден речиси 3,4 милиони евра, средства обезбедени преку ИПА програмата и дополнително буџетски средства од Министерството за внатрешни работи. Или вкупната инвестиција до целосна функционалност на објектот изнесува 11,5 милиони евра. Се работи за најсофистицирана опрема, по највисоки безбедносни стандарди, што го прави ИКТ центарот прв од ваков вид во регионот, изграден од државна институција за потребите на државата. Со ИКТ центарот обезбедуваме трајна инвестиција за зачувување на податоците во примарниот информатички систем во случај на можни природни или катастрофи предизвикани од страна на човечки фактор. Како влада сме посветени да одговориме на современите предизвици, пред се сајбер безбедноста и злоупотребите на интернет сферата кои можат сериозно да ја загрозат националната, регионалната и меѓународната безбедност. Затоа вложуваме во реализација на вакви големи проекти со кои што покажуваме дека сме на чекор со светските безбедносни трендови. Кога сме кај капиталните проекти, ќе потсетам дека пред еден месец го пуштивме во употреба новиот објект за форензички испитување кој е најголем во регионот и прв од ваков вид. За прв пат во историјата на службата за форензички испитувања во државата ги унапредуваме условите за работа на припадниците на МВР. Со обезбедување на современи објекти, современа опрема, ја олеснуваме работата на полицијата, на судските и на обвинителските органи, со што истрагите ќе бидат поквалитетни. За период од 6 години, од 2017 година до денес, целосно или деломо се реконструирани 80 објекти на полицијата во вредност од нас 8 милиони евра. Пред известно време за прв пат по повеќе децении ја почнавме изградбата на новата полициска станица Аеродром, која е една од најголемите во Скопје и покрива подрачје со најголем број на жители. Со тоа од една страна обезбедуваме модерни услови за работа на полицијата, а од друга поквалитетни услуги за нашите граѓани. Создаваме и современа, модерна, ефикасна полиција која е во служба на граѓаните и гарант на безбедноста на државата. За таа цел инвестираме 12 милиони евра за униформи и обувки на припадниците на МВР, а постојано обезбедуваме и соодветни возила и опрема за нивна непречена работа. Бидејќи само мотивирана полиција е ефикасна полиција. За таа цел се погриживме и за континуиран раст на платите на припадниците на МВР, кои со последниот пораст се зголемени за 25%. Оваа влада е цврсто решена да продолжи со европеизацијата на нашите институции и на нашето општество. Одлучни сме да продолжиме со остварување на нашиот европски сон и тоа час поскоро. На крајот посакувам да продолжи успешната работа на ИКТ центарот, а ние и понатаму да продолжиме да ги осовременуваме и професионализираме нашите институции, да покажеме дека знаеме и умееме да застанеме рамо до рамо со поразвиените држави од нас. Исто така сакам да упатам апел и до сите институции кои работат со големи бази на податоци, дека ова е местото кое треба да го искористат за хостирање на нивните податоци и за обезбедување на бекап на податоците, бидејќи се работи на вистина за најсовремен и најбезбеден објект не само во државата, туку и во регионот. Сигурен сум дека сите овие напори кои што ги правиме ќе бидат вреднувани пред се од граѓаните кои заслужуваат подобро и повеќе. Ви благодарам и честитки до Министерството за внатрешни работи, министерот, целиот негов тим и многу успех на вработените во овој ИКТ центар кој што навистина ќе представува место каде голем број на наши инженери ќе работат и ќе ги градат своите кариери. Ви благодарам.